По подолго време во Штип во Домот на младите се одржа промоција на нов носач на звук насловен "Зошто плачеме" на штипскиот поп пејач Јорданчо Капа Станчев. Албумот е работен во Германија и на него се поместени 9 композиции. Инаку албумот е реализиран во Германија во два града, Дизелдорф и Келн, со помош на наши пријатели, сешен музичари, а најзаслужен за ова издание, мислам, најзаслужен за ова издание е Дени Евтимов Лагер, бидејќи тој ги овозможи сите услови за да се реализира сето ова. Композициите на албумот ќе го најдат патот од срцето до ушите на помладата, но и повозрасната публика. Ова е нешто што му требаше на градот во кој ова е четврти носач на звук поред издаден од штипски музичари, ке рече промоторот. Верувам дека ова ќе даде пострек на помладите групи кои денес ги има повеќе во Штип, каде треба да се движат, кој е вистинскиот пат. Би рекол, патот од срцето до ушите на нашите сограѓани, најпрви, нели? Па се надеваме пошироко. Домот на младите во Штип се јавува како продуцент на CD-то на поп пејачот Станчев. Албумот "Зошто плачеме" на Јорданчо Капа Станчев е навистина едно убаво изненадување за штипската јавност. Навистина сум среќна што Домот на младите го издаде ова CD, на кој има 9 композиции, за кои јас не би сакала многу да говорам. Меѓутоа би сакала да кажам дека е од големо значење за целото творештво на нашиот град, од причина што во последно време многу ретко имаме можност да видиме, да слушнеме некој како издава CD, поготово во нашиот град. "Зошто плачеме" е албум кој треба да го најде патот до младата публика и поттик за останатите штипски пејачи и групи, за тоа дека вложениот труд секогаш се исплати. Запнавме и по 4 години го направивме тоа, рече на синокешната промоција на албумот вокалистот на групата Hotline Јорданчо Капа Станчев.